Добар ден и добро дојдовте за отворање на уште една работна недела. Ова е вашето маратонско, информативно и забавно Студио 1. Јас сум Владко Чаловски, ова е мојата колешка Јана Јосифовска, која што во продолжение ќе ни каже што ќе гледаме денеска во студиото. Така е. Добар ден и од мене и добре дојдовте. Стартуваме секако со оние наши хајлајци, односно поентите од разговорите кои што ги имавме во централните дневници за време на викендот, меѓутоа и една ретроспектива од петочното отворено студио 1. Веќе во 14 часот и 30 минути стартуваат вестите на 1 ТВ и најновите информации со колешката Елена Джугуманова. Јас и колегата Чаловски повторно сме стандардно назад во студиото околу 15 часот и 20 минути. Секако ќе имаме една тема, односно една интересна иницијатива и концерт на учениците од музичкото училиште Илија Николовски Луј, кој што секоја година како заокружување секако на учебната година ја завршуваат со еден традиционален концерт, а поентата е да се доближи традицијата повеќе до граѓаните. По тој повод од ова училиште ни гостуваат професорката по народно пеење и група предмети Гордана Тасева и професорот по народно пеење Стојанче Костов. Веќе во 16 часот повторно информативниот блок на 1 ТВ за Јас и Чаловски да сме назад во студиото во 17 часот. За почеток ќе третираме една тема, односно она што исто така најде на една позитивна критика денеска. Скопје доби нов парк позади Македонска филхармонија. Меѓутоа токму Никола Наумовски од град Скопје тука во студиото малку повеќе ќе ни го презентира овој проект. И секако веднаш потоа следува анализата на вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ. 18 часот и 15 минути. Стандардно започнува забавниот дел на 1 ТВ со нашите ексклузивци Стефан и Нина. Секако после тоа ќе го имаме Сергеј Варошлија и неговите модни совети и критики. 20 часот време за централниот дневник на 1 ТВ. Веднаш потоа следува авторската емисија Лица со Анета Кочишки. Ордановски од 19 часот и 20 минути ќе преземе улогата во отворено студио 1, а во 22 часот тука ќе гостува вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. За веднаш потоа маратонското отворено студио 1 во 23 часот да се заокружи со вестите на 1 ТВ. Јана прикажа што е оно што ќе го гледаме накратко во денешното маратонско студио, меѓутоа еве да преминеме на оно што е практика. Горан Сугаревски, министерот за транспорт и врски, беше гостин во дневникот вчера со Александар Петрески, разговара за сите прашања поврзани со автопатот Миладиновци Штип. Да погледнеме подетално од Сугаревски што е она што е како прашање наметнато кога се однесува за овој автопат кој што беше на некој начин партизиран. Слушаме продолжение. Чим се обезбеди од безбедносен карактер сите услови кои што ние претходно ги спомнувавме како проблем, беа надминати, значи практично во средата беше пуштен во сообраќај патот Миладиновци Штип. И сакам одма да расчистам едни бројни шпекулации ако дозволувате. Значи во неколку надписи изминатиот период читав дека СДСМ во изминатите 2 години намерно го кочело пуштањето во сообраќај на патот, што апсолутно не е точно. Кога дојдовме на 1 јуни 2017 година на власт, имаше бројни проблеми нерешени за кои што не би сакал сега вечерва да зборувам и тој пат, еве точно ако сакате во проценти, беше 55% направен. Значи 35% не беше направен бидејќи немаше подпишан анекс на договор, затоа што на 1 мај 2017 година практично тој пат требаше да биде готов. Да, токму тоа ми беше следното прашање. Ние подпишавме на 30 септември анекс на договор 2017 година и практично до некад за година и пол, неполна година и пол, патот беше комплетно направен. Проблемите кои што дополнително излегоа беше писмото кое што беше испратено од кинеската компанија дека заради безбедносните огради, тоа мора бидејќи тие ги практично ги имаше во проектот, меѓутоа во предмет пресметката ги немаше. Јас и тогаш дадов изјава и секогаш кога се гради пат или било кој друг инфраструктурен проект, ќе кажам дека секој живот човечки е помил од се. Затоа ние мораме пред да се пушти во сообраќај, дали станува збор за железница, дали станува збор за пат, автопат, експресен пат и така натаму, мора да тие услови бидат завршени и затоа сега граѓаните на нашата држава можат да го возат
овој автопат. Значи никаква намера немаше, никакво, значи свеченосно отварање не ни беше побитно, туку ни беше најбитно да тој пат биде пуштен во сообраќај. Изминатиот период имавме можност да слушнеме различни шпекулации околу сумата за тоа колку пари биле потрошени од буџетот за реализирање на ова инвестиција. Колкава сума беше потрошена? Јас вака сакам да кажам. Прво, од 2013 година наваму, средствата се преку јавното претпријатие за државни патишта, не преку буџети. Затоа она постојана дилема во делот на капиталните инвестиции што се јавува, дали се од буџет, не, патиштата. Значи, зборувам за автопатиштата, експресните патишта, реконструкцијата на регионални патишта и дополнително изградбата на мостови, патарини и така натаму се надвор од буџетот, значи не се во делот на капиталните инвестиции. Јас точната сума ја немам во моментов, можам да ви ја дадам бидејќи е преку ЈПДП, значи станува збор за некаде, мислам дека приближно преку 40 милиони подолу од првичниот договор кој што бил направен со Синохидро. Значи ако бил некаде да речеме 226 милиони евра, мислам дека меѓу 177 и 180 милиони евра е тој автопат направен конечно. Колку новата делница ги исполнува стандардите кои што се спроведуваат нели и во земјите кои што се дел од Европа, од Европската унија? Ние гледавме да согласно сите проблеми, бидејќи кога зборував пред година и пол за сите проблеми, можеби делот и гледачите и јавноста не веруваше кои се проблеми ги имавме. Ние значи имавме, да речеме, дислокација на 24 енергетски објекти кои што буквално беа околу нив беше асфалтирано. Значи тоа беше страшна гледка, нешто кое што за жал и уште во полоша ситуација е автопатот Кичево-Охрид или беше со надминување на сите работи кои што се врзани со проектот, ние ги надминавме. Факт е дека сега имаме еден модерен современ автопат кој што јас сметам дека ќе ги задоволува сите оние кои што го возат, се разбира и потребите и се разбира и на нашата држава. Пред неколку дена професорот Горан Миовски од катедрата за патишта при Градежниот факултет во Скопје го изјави следното: вложуваме огромни суми пари за инвестирање во патна инфраструктура, но Градежниот факултет не располага со современа опрема за испитување на квалитетот, односно тоа се прави со инструменти од 70-тите години. Имаме ли ние намера да каква е состојбата? Имаме ли намера да вложиме во нова лабораторија? Нели тоа беше и апелот на професорот дека им е потребна нова лабораторија? Значи, одличен е апелот на професорот и одлично е она што е претходно признато, а тоа е дека повеќе од 30-40 години апсолутно не е вложено во лабораторија во делот на испитување на асфалтот. Значи има два моменти. Прво сакам јавноста да ја запознам со тоа дека Градежен факултет и јавното претпријатие за државни патишта случуваат сериозна сума на средства за ревидирање на одредени проекти. Значи таа ми се чини дека е околу 50 милиони денари. Значи еден дел од средствата може да се обезбедат и од Градежниот факултет. Второ, еве како опција може да се разгледува дополнително и преку фондот за иновации, каде што дел од средствата, нормално со проект, со се, би биле обезбедени од фондот за иновации. Да, прифатливо е ова што го ставувате како прашање, нормално е она што Градежниот факултет го бара, меѓутоа пак сакам да потенцирам дека можат тие дел од средствата да бидат обезбедени преку Градежниот факултет. Нормално, доколку и не се во можност таква, државата зема обврска да го разгледа преку фондот за иновации или преку друга алатка за да се обезбедат квалитетни лаборатории со цел да навистина се извршат квалитетни испитувања на асфалтот. А колку невладините организации се коректив на власта? На оваа тема во петочното отворено студио 1 кај колешката Јадранка Костова гостува извршната директорка на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска и извршната директорка на фондацијата Сорос Фани Карамфилова-Пановска. Двете се согласни, односно како што велат во последниве 2 до 3 години има напредок во однос на сослушувањата на барањата и предлозите од невладините организации, секако со надлежните институции, меѓутоа од друга страна сметаат дека и тоа како треба многу повеќе да се работи за гласот на граѓаните кои што тие го представуваат да биде слушнат и она што уште поважно имплементиран. Слушаме дел од овој разговор во продолжение. Дел од граѓанските активисти влегоа по кабинети низ институции, се вработија, но од друга страна па владата формира еден совет, многу ми е компликуван називот, за соработка со граѓанските организации. Дали на овој начин, всушност, владата на некој начин ве замолчи? Децидно ќе одговорам не. Не, затоа што овие 2 години
За граѓанските организации тоа значеше еден процес на транзиција од нешто што претходно беше доминантна активност на граѓанските организации, а тоа беше да се застапуваат за сосопствените вредности и политиките во кои што веруваат на улица, од причина што институциите беа затворени, од причина што апсолутно немавме никаков пристап, особено во последните 5-6 години од владењето на претходната влада. Со отварањето на процесите, на реформските процеси и со отварањето на институциите за еден реален придонес од страна на граѓанското општество, се отвори можност да се она за што сме се залагале во минатото, да седнеме на маса заедно со представниците на институциите и тие наши барања да ги претопиме во она што се сега веќе во најголем дел донесени реформски закони, политики и стратегии и така натаму. Граѓанските организации уште во јули 2017 година, малтене почетокот на формирањето на оваа нова влада, излегува со така наречен предлог за итни демократски приоритети или попознат во јавноста како блупринт. И ако од денешна перспектива после 24 месеци скоро гледаме наназад, што од овие барања на граѓанските организации се наоѓа вклучено во она што се реформски политики, јас би рекла нека на 70% од предлозите се веќе инкорпорирани. Но тоа се предлози за промена на законската регулатива, Тоа се предлози за промена на законската регулатива кои што беше неминовно да бидат направени и тоа во широк домен на сектори, почнувајќи од правосудството преку реформата на јавната администрација, реформата во делот на изборите, во образованието, во здравството, политиките поврзани со животната средина и така натаму. И тоа е еден сегмент. Сакам да кажам дека овој процес од 2 години граѓанските организации не беа замолчани, напротив, тие седејќи во работните групи заедно со институциите се залагаа многу гласно и јасно за она во што веруваат, за одредени политики и прашања, и морам да кажам дека за голем дел, најголем дел од нашите залагања имаше сенс и бевме слушнати. Према тоа се отвори простор да своето мислење го кажеме во работните групи наместо на улиците. Сега, онаму каде што изричито не се согласува. Тоа е добар потег на владата, наместо да сте по улиците, ве собра во владините одои. Тоа е еден нормален процес во демократски држави сегнати страни. Но претходниот режим имаше еден грд израз, токму од вашата фондација потекнува соросоиди. Добар дел од тие што го изговараат, мислам и не ни разбираат што е, но во секој случај тој има еден грд негативен израз. Зборот соросоид апсолутно беше со погрдно значење, иако оние на кои што најчесто се мислеше кога се кажуваше тој збор, морам да кажам дека како комплимент си го носевме на реверот и мислам дека беше еден дел од нашиот пркос на тоа што сакаше претходниот режим да го направи со вакво погрдно ославување. Оно што сакав да кажам е поврзано со тоа дека граѓанските организации на неколку пати во овие 2 години многу гласно и многу солидарно реагираа кога не се согласувавме со она што беше тековна политика или пракса. Да, така што не е дека само седејќи заедно со институциите креиравме политики, туку бевме гласни за некои прашања и Но јас имам впечаток дека во Македонија најлесно е да се промени закон. И во времето на владата на Груевски толку често се менуваа законите. Проблемот на нашава држава е да се спроведат законите. Уранија? Апсолутно, јас се согласувам со тоа, јас и го потенцирав што би требало да биде приоритет во следните 2 години, во приликата кога се одржуваше панел на тема 2 години работа на владата. Многу потежок процесот ќе биде кога ќе дојдеме до имплементација. Значи да, крупните реформски закони се ставија на хартија. Донесени беа закони кои што ние со години се боревме да бидат донесени во времето на режимот, тоаш беше невозможно, например законот за спречување и заштита од дискриминација и ред други закони кои што тангираат многу човекови права. Меѓутоа со Македонија од секогаш бил проблемот во имплементацијата. Реформата јас лично не ја гледам само како нешто што треба да биде добро срочено и ставено на хартија. Јас повеќе очекувам реформата да се случи во рамки на целата државна администрација и на сите оние кои што одлучуваат за правата на граѓаните. Реформа во сенс, точно, реформа на умот и културата на државната администрација. Тие луѓе треба да ги применуваат тие закони. Една загрижувачка состојба и тема која што се третира на ниво на цела република, тоа е
дивите депонии, ѓубрето кое што несовесно сите го фрламе, па потоа сите се жалиме дека институциите не се завршуваат работата. При тоа први одговорни за ова, барем тоа е мое мислење, сме ние граѓаните, бидејќи несоодветно е да патувате низ Македонија и на локации каде што воопшто не треба да има диви депонии. Тоа е тема која што Јадранка Костова ја разговараше со актерката Ирена Ристич, која ја започна таа една граѓанска иницијатива Не биди ѓубре, која за среќа веќе стана едно движење, како и со Дејан Андонов од иницијативата Не игнорирај, реагирај. Да слушнеме што имат тие да кажат, па се враќаме за крај на овој прв дел од отвореното студио. Минатата година е создаден околу 855.000 тони комунален отпад, но од она што е собрано, останати се 230.000 тони отпад го нема никаде, односно го има секаде. Тој не е собран. Што вие како граѓанска иницијатива успевате на овој план, бидејќи овие тони, овие илјадници и стотици тони, мислам дека навистина треба едно чудо граѓани и жители да бидат вклучени да го средат тој отпад. Што ние правиме? Ние престанавме да ги броиме вреките кои ги собираме на дадена локација. На почетокот тоа ни беше дури интересно. Сме собрале 70, па 100, па 150. Втората фаза беше менување на литражата и квалитетот на кесите, како и бројот на алатите. Сега веќе престанавме да ги броиме вреките, затоа што тоа е премногу. Почнавме да броиме камиони. Одлично. Вие стартувавте од минатата година, од јули? Од јули месец почнавме со клиничкиот центар. Мислевме дека ќе биде само символично. Отидовме со неколку вреки и медицински ракавици, а сега веќе имаме сериозно количество алат потребен. Значи првично не планираше дека ова вака ќе потрае? Не, искрено мислев дека ќе бидат доволни некои 3-4 акции за да службите им кликне и за да се впуштат во акција, меѓутоа сум се излажала. Така. Дејан, како ја гледаш целава оваа кампања? Колку допира тоа до јавноста? Добро, ние кампањата почнавме сега од март, меѓутоа во многу се согласувам со тоа што Ирена го кажува, дека треба да бидеме континуирано активни на оваа тема за да допре до јавните институции. Може би треба повеќе време, но меѓутоа континуирани напори треба да постојат и да не бидат изолирани акции, кампањи, туку во континуитет секој граѓанин може да придонесе кон било каква акција. Како, да речам, да се анимираат повеќе граѓани, но особено институциите? Или каде повеќе се допира? Анимирање на граѓанската свест, за да не бидеме ѓубриња, што би се рекло, или јавните институции, јавните предпријатија да вложат малку повеќе средства, енергија, нели, за да си ја вршат работата. Ги плаќаме за, сите ние плаќаме, нели, за чистење на сметот. Тоа е суштината на оваа кампања Не игнорирај, реагирај. Таа е всушност кампања од јавен интерес, иако ја реализира Институтот за комуникацијски студии, тоа не го правиме ние сами. Туку во рамките на кампањата поддржуваме голем број на постоечки иницијативи или пак со некои граѓански иницијативи, невладини организации, факултети, средни училишта, решаваме да направиме некоја нова активност. И на тој начин сакаме да ги анимираме луѓето, постоечките акции да ги поддржиме или да анимираме нови луѓе кои што ќе направат нешто и ќе испратат некоја порака. Сега преку тој граѓански активизам ние во кампањата сакаме да притиснеме на јавните институции, да им укажеме уште еднаш на некој проблем што постои, што можеби го знаат, можеби не го знаат, но истовремено и да провоцираме и да понудиме решенија. Во активностите кои што ги правиме заедно со факултети, со студенти, со професори, таму има многу јасни решенија што треба да се направи за да се реши некој проблем. Да го изложиме сакаме проблемот што постои
постои во заедницата, да го насочиме на надлежните, на јавните институции и истовремено да го понудиме Така, но решението. рековме дека, ајде прво вака, надлежните предпријатија. Вие во едно соопштение наведувате дека тие не се опремени добро, нели проблемите внатре. Па за но комуналните дали е тоа депонии... оправдување? Бидејќи кога нели некој ќе освои власта, општа тепачка е кој да биде директор. Предпоставувам дека тој што се нафаке за тоа треба да сака да оствари резултати. А во комунално предпријатие, нели, да воведеш ред, да нема смет по улиците. Секако не оправдување, значи овластувањата, мерките, буџетот е во нивните или во нивните раце, така што тие треба да менаџираат со тие овластувања и со тој буџет за да ги решат проблемите. Сега ние од граѓански сектор можеме само повеќе да укажеме на проблемите, да им дадеме поголема препознатливост, видливост во јавноста да ја поттикнеме да реагира, да ги пријавува проблемите, да... Но треба и да се прозиваат оние предпријатија кои да. не се на висина на... Мислам дека Сталин го кажал тоа, дека секој проблем има име и презиме. Мислам, во Не таа... постојат абстракции, посебно кога се работи за нашава конкретна тема, а тоа е ѓубрето, а ѓубрето не може да биде третирано и изолирано од сите останати општествени текови. Да, секако, како што нели знаеме да кажеме, сите овие разговори кои што ги гледаме извадоците може да ги најдете на нашиот сајт 1tv.mk или на нашиот YouTube канал, а јас и колегата Чаловски полека но сигурно го заокружуваме овој прв блок од отвореното студио 1. Секако останете со нас, за кратко следуваат вестите и колешката Елена Џуманова. Се гледаме нешто по 15 часот.